125.960 денари, толку пари за април му легнале на министерот за финансии Фатмир Бесими, и тоа согласно новото зголемување за 78%. Како што пресмета денеска на брифингот со новинарите, досега земал 71.145 денари. Рече дека зголемена плата за 78% им се исплаќа на 1060 функционери и дека за таа намена до крајот на годинава од буџетот ќе се потрошат дополнителни 960 милиони денари. Од каде ќе се најдат пари од буџетот, односно од која ставка се пренаменети, министерот не сакаше да каже. Добро е што Уставниот суд го укина спорниот член од 2012 година за коефициентот на платите наместо да го поништи. Ако го поништеше, на функционерите ќе требаше да им се исплати заостанот долг за речиси 11 години со заседни камати, рече Бесими на средбата со новинарите. Инаку функционерите си ги зголемија своите плати, но за останатите работници сега не било време. Според Бесими, ако се направило тоа сега, дополнително ќе се продлабочела инфлацијата, но затоа тој ќе се залагал за платите во јавниот сектор да се зголемат, ама не сега туку од наредната година. Според него, платите требало да растат согласно продуктивноста. Согласно последното зголемување, Бесими добива висока плата, но не и највисока. Од владините министри со најновото зголемување, најмногу ќарува министерот за внатрешни Оливер Спасовски, кој месечно ќе добива по 153.000 денари, или нешто помалку од 8 минимални плати. Највисока во владата е она на премиерот Димитар Ковачевски, која изнесува 165.000. Јавноста единствено не слушна од министерот за земјоделство, кој, како што рече, ги загубил платежните картички и не знаел колку пари има на сметка. Моите картички се изгубени во Брисел, не се со мене. Отвараме фондација нешто? Нема потреба. Уставниот суд донесе одлука и одлуките на Уставниот суд не се коментираат. Инаку Уставниот суд ја укина одредбата од Законот за плати за коефициентите на плати, со која се овозможи на јавно избраните функционери да им се зголемат платите за 78%. Одредбата за коефициентите на плата донесена во 2012 пред Уставниот суд беше оспорена од адвокат. Со неа покрај владините функционери, опфатени се и пратениците, градоначалниците, судиите.